Минималната синдикална кошничка надмина 50.000 денари, додека минималната плата е 18.000 денари. Денеска ги прашуваме граѓаните што мислат. Дали и како се живее во Македонија со минимална плата? Па тешко. Еве, ние двајца пензионери сме, па тешко е, 2 месецот се проваѓа. Поскапено ли е многу се? Па поскапено е доста. Сите артикли се поскапени скоро. Тешко. Никако. Како да ви кажам? Кој може со минимална плата да живее? И колку се живее со 18.000? Колку пари ти треба за комуналии? Не стига за сметки? Какви сметки? 18.000, 10.000 струја. Колку... Нели 30.000 е кошничката, 32.000 за едно четворочено семејство. 55.000 е момент. 50? Супер, ја од лани преклани. Никако, што да ти кажа? Тешко. Тие што имаат мали пензии и плати, тешко. Па мислам дека лошо. Како може да се Тоа не живее? прашуваш, девојче, а знаеш како се живее. Само за комунали пола ке ти отидат и со пола се живеели. Кај да мрднеме, еве, до парк едно кафе да испиме толку. И тоа е еднаш месечно. Да, тешко Да. е, многу е тешко. Не Со знам. мали, минимални, а сега претежно 90% се со минимални плати. Луѓето се снаоѓаат на некој начин. Зависи кој. И ако е сам човек, може Ако се семејства со 2 минимални плати, потешко. не стигаат за сметки за храна? Па видите, за сметките само најмалку на едно семејство му треба 10.000 во месецот. А колку е ова минималецот? 18. Значи со 8.000 што ќе му останат? Тешко. Може ако е вегетаријанец. Во суштина, граѓаните треба, она што ги интересира е реалната плата, а не висината на минималната плата, а доколку ги следиме статистичките податоци поврзани со висината на реалната плата, нивото на реалните плати опаѓа. Тоа значи дека независно што номиналниот износ на средства кои што го добиваат граѓаните е поголем, сепак во реалноста вредноста на тие пари е помала, од проста причина што имаме енормен раст на цените на основните животни продукти. Најприродниот начин на пораст на минималната плата е преку растот на продуктивноста на трудот. Само на тој начин имаме одржливо зголемување на нивото на минималната плата. Тоа е единствена формула. За да се направи тоа, нормално е неопходно е да имаме попродуктивна економија, попродуктивни компании во кои што нормално ќе се алоцираат на основ на тие финансиски резултати и соодветни средства за плати, заради тоа што на тој начин ќе се зголемува и животниот стандард на граѓаните. Што треба да се преземе во државава за економскиот стандард да се подобри? Па, формулата е инвестиции, привлекување на што е можно повеќе странски инвестиции, една практика која што ја имавме во време на претходната влада, че една по обмислена политика на привлекување на странски инвеститори во државата, кои што ќе донесат и капитал, и ноу-хау, и ќе отвараат нови работни места. Вториот начин е стимулирањето на домашните инвестиции, домашните компании да ги зголемат своите инвестиции преку повторно една сеопфатна стратегија која што ќе креира такво деловно окружување кој што ќе овозможи поголеми инвестиции за компаниите, подобри услови, понатаму можни се и сет на други мерки, можно е стимулирање на инвестиции преку определени државни иницијативи или можеби директно државно учество во определени стратешки сектори, стимулирање на инвестициите во инфраструктурата, капиталните инвестиции кои што изминативе години покрај тоа што се алоцираат определени средства кои што не се на некое високо ниво и тие не се користат. Сето тоа е еден начин кој што ќе создаде некакви предуслови за економски раст, а ако имаме економски раст се создаваат и поголеми изголемување на продуктивноста, ако ги имаме во предвид овие два фактори, тие влијаат позитивно и на зголемување на животниот стандард преку повисоките плати кои што би ги имале граѓаните.
Граѓаните сметаат дека со минимална плата не може да се живее, може само да се преживува. Повеќе од половина од платата оди за сметки. Економистите пак и експертите сметаат дека владата треба да преземе итни мерки за зголемување на животниот стандард на граѓаните. Например, предлагаат директни или индиректни странски инвестиции и зголемување на домашните инвестиции. Граѓаните и експертите си го кажаа своето. Сега е наред владата.